Почитувани гледачи, добро вечер. Во уште едно отворено дебатно студио на телевизија Нова, повторно на актуелни политички теми околу политичката криза која што ја преокупира македонската јавност изминативе 3 години, се ближи или не крајот и незината разрешница, кој начин треба да се одбере, какво ќе се однесуваат политичките партии во периодот кој што предстои, меѓународната заедница, председателот на државата, дали и кој начин, односно која насока треба да се одбере од страна на сите инволвирани за Македонија конечно да застане на здрави нозе. Изминативе денови, бројни политички аналитичари, универзитетски професори, новинари излегоа со свој став, со свој коментар на социјалните мрежи, на Facebook, за тоа што ни се случи изминатиот период и што може да очекуваме во деновите кои предстојат. Двајца од оние кои што излегоа со своји размислувања се вечерва со мене во студиото, мои и ваши гости, Наум Стоилковски, новинар, добро вечер. Добро вечер. И Никола Србов, историчар и политички аналитичар, добро вечер за вас. Добро вечер. Господа, вие сте двајца од оние кои што излегоа со Facebook статуси изминативе денови околу актуелната ситуација. Ајде ќе одиме прво со Наум па со Никола. Ќе прочитам дел Наум, па ќе го коментираме дел по дел, ако се согласуваш. Нема проблем. Велиш, ВМРО ДПМН направи максимум, се друго ќе водеше кон два парламента и две влади. Едните признаени од САД, Европската унија и Западот, другите и без да бараат и посакуваат, ќе ги признаеше Русија. И ќе станевме држава на поделени македонци, со едната помала група на македонци ќе застанеа и албанците. Ќе дојдевме до граѓанска војна, ќе станевме прокси, ќе станевме инструмент за борба меѓу САД и Европската унија, Сирија, Дамаск, Алепо. И едните и другите ќе не вооружија и ќе не поддржуваа со опрема, храна, вода и слично, ќе се тепавме и масовно иселувавме. Некои надворешни центри очигледно беа подготвени за тоа што мрешија пред толпа народ, пред парламентот брутално незаконски да го натераат Заев, да го изгласат талац, значи биле решени за се, име гајлен им за нас. Ќе си ги мереа силите тука, преку нашиот грб со русите. Фактот што ВМРО ДПМН ова не го дозволи, според мене, ја прави многу поголема. А можеше и беше навлечена да тргне по тој пат. Ако тргнеше по моменталните емоции, на најрадикализираното членство ќе ја уништеше иднината на сите. Прво, зошто сметате дека и ВМРО ДПМН направил максимум и дали таму има одреден дел од членство, симпатизери партија кои што сметаат дека треба да се продолжи со, да речеме условно кажано, порадикални мерки наспроти ова што сега го гледаме како, да речеме, по-сталожен од на работите на настаните. Сега гледаме еден молк. Значи, тоа е една многу интересна ситуација. Сега гледаме еден молк. До сега, додека работите течеа легалистички, ВМРО беше гласно. Кога работите излегува од таа легалистичка рамка, ВМРО ДПМН замолча, барајќи го, веројатно, патот, не знам, не сум таму, ги анализирам работите, кон легалистичко повторно враќање на работите во нормала. Вака сега, ВМРО ДПМН сепак е политичка партија. ВМРО ДПМН не е било каква организација која што, како што некој повикува, со кубурот да се справува со политичките ситуации. Сепак е тоа политичка партија која што низ политичките институции, политичките начини и форми ќе гледа да даде отпор на се што е понатаму, дали ќе делува опозицијски, како што најавува, или ќе се бара друг пат, тоа сепак е политичка опција. Она што го спомнав со Заев со гласањето беше момент кој што беше предизвикан од надвор. А веќе неколку години се залагаат спонзорите на сето ова сценарио да Македонија се воведе во граѓанска војна. Тоа се гледа од вселената. Сценарио кој што требаше да кулминира со она што требаше да кулминира со изборот на Талат Џафери. Не случајно, значи тоа неколку пати е кажано, ќе го кажам и ја зашто што апсолутно се согласувам, беше избран моментот, беше избран начинот, беше избран човекот кој што тоа ќе го направи, беше избрано местото каде што тоа ќе се апсолутно ќе се случи, и тоа не беше избрано од Зоран Заев. Зоран Заев само беше преносувач на сигналот. Затоа што му беше кажано кога да го направи тоа и на кој начин да се направи тоа, очекувајќи го овој радикален исчекор од
зовриените страсти на улиците. Бидејќи, иако е тоа маса која што протестира, зборам за заедничка Македонија, која што мирно протестира, која што вее знамиња, која што се пеат песни, излезе и химна на сето тоа, тоа не е, тоа е револт. Значи, мора да разбереме, тоа не е пикник, тоа е револт. И колку Вие тешко да имате се 70 канализира и тој револт со вакви денови каде што луѓе секојдневно излегуваат. И ја гледаме и структурата на таа популација, тоа не се дечишта. Мислам, секоја чест кон сите, меѓутоа не се дечишта, тоа се возрастни луѓе кои се изградени ставови, кои што знаат што значи сето ова. И спонзорот на сета таа ситуација, која што се залага за разнебитување на Македонија, која што се идеше по едно украинско сценарио кое што и самиот Зоран Заев го спомна како можна опција за да дојде до власт. Бидејќи тоа е целта, нели, да се дојде до власт за да може да се спроведуваат оние платформи кои што податаму се преточија како тирански платформи, за да може да нели се исполнат тие странски цели. Интересен е вториот момент од сето тоа, тоа е глобалното случување, она што е зошто беше брзањето сето и она што ќе се случува следноносно што го очекуваат. Прашањето кое што се поставува сега после сето ова е зошто кога веќе го избраа Талат Џафери веднаш не почна со постапка за избор на влада? Што ги спречува? Го очекуваат мандатот. Зоран Заев бил подготвен да подаде рака кон председателот. Па дали неговото членство е спремно да подаде рака? Прво да прашаме, или неговите партнери се спремни да подадат рака? Прво од тука да почнеме. Дали еден од тие од граѓанскиот наводно избран сектор кој што го палеше председателот Иванов е спремен да подаде рака? Дали он го прашал и се консултиран со нив? Или странскиот фактор, спонзорот на сето ова што се случува, сака повторно да го врати легалистичкиот пристап во Република Македонија за да може нели да се премости патот, да се добие мандатот од председателот Иванов и се да си помине како што нели ете да се заборави цело. Ја не верувам дека ова е смирување на ситуацијата, ниту па верувам дека е ова начинот за излез од кризата. Меѓутоа, да се продолжеше со радикалното, ќе дојдевме до она за што се заговараше претходно. До 2 парламента, села го кажуваше тоа. На кој начин се замислуваше претходно спречувањето на изборот на председател на парламентот кој што ја поддржува тиранската платформа? Добро, тоа го гледавме на кој начин, како политичка партија, како делуваше ВМРО ДПМН. Зборам релација партија народ. ВМРО ДПМН или народ? Релацијата партија народ е, како да ви кажам, само една нитка, бидејќи оној народ што е на улиците, кој што протестира, не е ВМРО. Не е ВМРО ДПМН. Тоа се македонци и луѓе, граѓани, кои што не се согласуваат, кои што ја обидуваат. Апсолутно. Зборам дека има иста цел, меѓутоа различно гледиште за методот на кој што треба да се справат со изборот на Талат Џафери, на спроведување на тиранската платформа. Зборам за судирот на концепти. Прво вака да се договориме веднаш. Талат Џафери не е избран. Талат Џафери е вештачки наметнат и ставен во таа канцеларија на председателот на Собранието на Република Македонија. Талат Џафери не е избран. Кој го избра Талат Џафери? Могерини. А кој е избра Могерини? Откај има Могерини, има легитимитет да избере некого. И сега тие што го избра Талат Џафери на таков начин чекаат мандат од Иванов. Што донесе сендвичи он у собрание за кој ќе бидат тепани? Значи, самата позиција, ајде да не се навраќам на тие црни моменти, самата позиција на оние кои што останаа во салата, кои што ја окупираа салата за да направат еден таков наводен избор на председател на собранието, знаеа што ќе се случи. Значи, ги следевме преносите од таму, ги следевме известувањата, се гледаа луѓето, се гледаа позициите какви беа, знаеа што ќе се случува. Беа предупредени што ќе се случи. Не гледам што би можело да биде спорно у тоа што се застанало на овој начин како политичка партија ВМРО ДПМН и своите понатамошни чекори да ги бара повторно низ системот на правната држава за да колку толку ја зачуваме државата која што во моментов е запоседната од надвор. Србов, пред да одиме со вашите статуси во однос на инцидентот и на
статусот на Груевски, односно позицијата на Груевски, дали попуштил, дали не попуштил, наум спомена пристап за враќање, односно за застанување повторно на старите патеки по легалистички пристап низ институции. Колку на вакво сценарио кое што го велиме против сите законски прописи, избор надвор од стандардна пракса, најавување дека ќе се избере председател на собрание и во ману ако треба и направен факултет, колку ваквиот пристап низ институциите може да му биде одговор на некој кој што решил да турка вон институционално. Така, прво треба да расчистиме дека на политички удар, како што имаме од страна на СДСМ и сценаристите од надвор, така ги нарекуваме, нели сценаристите, за да не ги набројуваме колку се држави се вмешани, ќе се изненадиме дури самите. На политички удар од таа страна не можете вие да одговорите со Калашников. Бидејќи гледам, читам повици дека требало со Калашникови да искочиме и да одговориме на тој начин. Тоа е веќе Украина, Сирија, тоа е поделба на Македонија. Тоа е исполнување на желбата на сценаристите. Тоа е всушност тоа што го посакува сценаристот. Можеби и ти ги прочиташ статусите, звучат сурово, но мора ние да се соочиме со тоа. Навистина мора да се соочиме со тоа, мора да почнеме да си ги наоѓаме грешките и кај нас ќе ги скоментираме подоцна и самите статуси да ги изнаоѓаме грешките. И на таквата политичка игра од таа страна ние мора да одговориме мудро и политички. Не можеме да одговориме со Калашникови. Бидејќи видовме дека ние 3 години не војуваме со Заев, кој капацитет го има сега ова раководство на СДСМ на чело со Заев? Да не се правиме наивни. Што е СДСМ во моментот? Значи, НГО контрактор на странски сили. Значи не можеме никој ниту ВМРО, ниту Груевски, ниту народот се бореше против СДСМ. СДСМ беше само алатката која требаше да спроведе се што се спроведе во државата. Ние се боревме против многу помоќни центри. И тоа со години се бориме против тие центри. И успевавме да се додржиме. И затоа сега кога сме веќе во кулминацијата на нивното сценарио, ние не смееме да влеземе во нивниот филм. Бидејќи тие тоа го посакаат. Ние треба да кренеме рачна, да спуштиме топка, да видиме до кај сме, да имаме стратегија, како ќе спроведеме таа стратегија и да си ја повратиме државата назад. Бидејќи можеме да изгубиме ние државата. Деновиве читам многу дека повици, па и луѓе што ми кажува, се повикуваат на комити, на одење во планина, на партизани. Јас сум историчар по професија. ПВС, бидејќи се обидов да им објаснам поединечно, ќе објаснам и јавно. Имаше еден коментар на вашиот статус, ако добро се сеќавам, Јане и Гоце во 903-та не ја одбранија државата со цитати и со... Ама која држава? Немале држава. Паралелата што направи. Тоа сакам да кажам, значи мора да се, значи комитите и партизаните немале што да изгубат, имале дека изгубат само својот живот, затоа се херои. Они се бореле за да создадат држава. Имале видливи непријатели, тука имаш непријател кој што не го гледаш. Тоа плюс, ова што зборуваме клучното. Тие се збореле за да создадат држава, немале држава. Ние сега имаме држава и треба да пазиме да ја сочуваме. Не можеме ние сега да одиме на сили или ништо. Затоа и Груевски кажа правам влада, ќе се обидам да направам влада, но не по секоја цена. Ние го гледаме тоа дека не е по секоја цена. И во тоа интервју беше споменат и опцијата за одење во опозиција, уште на стартот. Тогаш беше кажано, не знам, сега знаете, е шок за народот, е неверување за народот после 11 години владење. И после победа на последните избори. После победа, тоа додатно е шок, но уште тогаш Груевски најави јас нема шанси да одам против својата држава, да правам влада по секоја цена, ако треба сум спремен во опозиција да одам. После му се понуди на Заев, дојде уапсиме, само тиранската платформа не ја спроведувај. Значи, дава комплет целосна жртва. Лично се жртвува, партијата се ја жртвува. Значи, се само за да се сочува стабилноста во државата. Имаше повици, преска ми кажува, Груевски бил виновен, зашто ставил подпис на Пржинскиот договор. Па дали граѓаните знаат, еве јас не знам и дали ако кој знае нека каже под каков притисок бил Груевски под закана на државата пред да се потпише тој Пржински договор. Значи тоа е политика, не можеме туку така како на стадион да реагираме со емоции. Можеби имавме помена во Куманово на денешен ден. Дали може се гледа од каде? Дали можеби еве да се запрашаме на Груевски, не му се заканиле дека уште 5-6
сценарија ќе гледаме како во Куманово ако не седне во пржино да преговара и да стави подпис. Тоа народот ако го дознае како ќе реагира после тоа? Пак ќе вика Груевски бил крив зашто Заев ја прифатил платформата? Така ли ќе градиме државата? Значи мора стратегија и мора со ладна глава. Од емоции не можеме да се водиме. Зашто ако се водиме од емоции, белја ќе направиме. Емоциите во вакви ситуации се најголемиот непријател на оној кој треба да ги влече чекорите. Мора со ладна глава, смирено и да се оди чекор по чекор со цел да си ја сочуваме државата и да си ја вратиме државата. Она што се случи во парламентот во четвртокот беше причина условно да се нема разум во моментот да се нема ладна глава и да се случи тоа што се случи во собранието. Апсолутно. Злоупотребени се емоциите на граѓаните, меѓутоа беа прочитај го статусот за Велите, тепањето пратеници направи најголема штета за ВМРО ДПМН. Сега сите надворешни фактори кои се сомневаат дека ВМРО е организатор на тепањето, или имаше инструкции дека ВМРО ги насочил, ги собира надвор, па ќе ги натера да влезат во собрание. Што не е точно, сметаат дека ако ВМРО состави влада, сега после сето ова, или пак е дел од влада, тоа ќе биде сватено меѓу народот дека со тепање пратеници се доаѓа на власт. Затоа сега сите од надвор заземаа заеднички став дека ВМРО мора да оди во опозиција со цел да се испрати порака дека со тепање се губи, а не се добива. Мислите дека ако не се тепаа пратеници, некој друг не беше решен и без тоа да го прати ВМРО во опозиција? Или ова е дополнително? Видете, сега ќе, значи, прво, во статусот не говорам дека народот е крив, како што подоцна беше толкувано. Туку говорам насилството кое се случи во парламентот, тој народ со кој бев јас 2 месеци одев на речиси на 50% од протестите, одев и јас бев присутен, тој народ поради тоа насилство беше оцрнет. Тоа се моите сограѓани. Тие беа оцрнети. Тие се моите сограѓани сега надвор кога ќе ги кажете во меѓународна заедница, никој да викаме, ама што ни не интересира меѓународната заедница, ние имаме борба со нејзе. Кога ќе спомнете сега за македонците кои протестираат, за народов овој Убавиов кој 2 месеца протестира мирно, мравка не гази, оттаму ќе ви кажат тие насилниците, тие шовинистите што мразат албанци, токму тоа се случи, така гледаат сега на нас сите и на народот. На нив гледа и претходно така, тоа не требало да биде. Тоа беше, види, кога една случка, една ситуација, кога не знаеш кој ја организира, види кому му оди во прилог. И ќе сватиш чиво масло е. Апсолутно. Значи со тоа што се случи во собранието, прво народот се оцрни, се оквалификува како бандитски, ваков, таков, онаков. Второ, Заев се направи Тоа што се градеше 60 и неколку дена за 15 минути, за 2 часа. За 15 минути 60 дена се погазија, се поцрнија, се исцрнија. Заев испадна жртва. Дека гинал за албанските права и за демократијата во државата. Тоа е вториот дел од вашиот статус. Само момент. Албанците сега размислуваат вака. Човекот крвавеше заради нашите права. Смее ли сега некоја албанска партија да му сврти грб, а истата да не биде осудена од албанците? И тоа така ќе биде се додека албанците во Македонија не го доживеат Заев како премиер, додека на своја кожа не почувствуваат за каков лажго и преваран станува збор. Сега, после тоа што се случи во собранието, Заев во очите на албанците е херојот, кој крвавеше за нивните права во парламентот. Тој е сега и херојот наводници за демократијата во Република Македонија токму поради тоа. Но ќе мора на дело да спроведе тоа што едно инцидентот, за да извини само да се докажа. Едно инцидентот, а друго е народот. Во едно ќе треба да се запрашаме дали во таа маса која влезе внатре имало некој уфрлено. Тоа мислам дека брзо ќе искочи на виделина и некои информации ќе излезат. Кој го поттикна тоа? Значи, зошто Социјалдемократскиот сојуз одлучи да не го пречека народот кој го очекуваше дека ќе влезе, да не го пречека во пленарната сала, туку отиде во прес-центарот. Зошто ги злоупотреби новинарите кога знаеше дека ќе има инцидент? Значи, ваши колеги ги стави во опасност, знаејќи дека народот ќе влезе. За после Заев да излегува по телевизија и да кажува новинари беа удирани, ова насилници. Човече, знаеше дека ќе влезе народот. Ти ги намести новинарите тамо да седат, за во сета гужа да биде удран некој новинар. За после тоа овој народ да се оцрни
дека тепа и политичари, и пратеници, па тепа и новинари, дека мава по демократијата. И сето Обидот тоа да се оди во оценат нивни. новинарите уште од почеток беше Сето во старт од тоа истата оди во структура, тоа воопшто не е. Тоа оди во нивни прилог и затоа треба, знаете, кога ќе седнеме и ќе размислиме, ќе да расудуваме малце по со ладна глава, ќе видиме на кого моди, кој има корист од целата ситуација. Моментално корист има СДСМ. Многу е лесно да заклучиш, значи ВМРО ДПМН зашто би организирала влез во собрание и насилство кога тие не се глупави луѓе во ВМРО, кога самата знае дека тоа ќе оди на незина штета. На ВМРО како на секоја држава балкански е потребна меѓународната заедница или некој било кој од меѓународната заедница. Зашо би си ги губела позициите? На крајот на криштата они не ги задржаа во 18:30 да гласаат, Така ниту па ги натера да гласат. Сами останаа, сами гласаа. Што правиш? Што е најинтересно, немаше ни информација. Јас се нема да излегувам со имиња, но си разменив пораки со неколку пратеници во периодот додека траеше седницата. Они велат нешто е, ама не знаеме што е. Значи, и они внатре нема информација. Информацијата имаше само Заев и некој Ја немаше ни Заев, и Заев ја доби од посеко пред избор. Гледа дека нешто се подготвува, ама не знае што. И беше поентата беше Тоа неколку дена имаше атмосфера значи, таква. четврток или петок требаше да се изведе пред доаѓањето на Ј. Јас сметам дека се изведе четврток, за во случај да не биде успешно, петок да одат надвор во друга сала да го направат истото. И на овој начин и на тој начин они ќе го направи. И исто Како така што беше, пиша, како што пиша Наум во статусот, ќе добиевме паралелни институции, а јас тоа го истакнав, го кажав кај вас во вести пред 2 недели, мислам, дека доколку Заев изгласа на ваков начин во друга некоја просторија, ќе добиеме ние паралелен парламент. И во каква ситуација ќе се доведевме тогаш? На највисоката Се имаме ние паралелно. Значи, Дали гледај- ние немаме паралелно судство? Имаме интрудер во судството преку специјалното јавно обвинителство. Имавме интрудер во извршната власт преку нели технички влади, технички министри, двојни министри кои што Еден направија министер кажува, една друг какафонија комплетна внатре во министерството. Но функционира во една влада, ова ќе беа комплетно различни институции. Како функционира во една влада? Тоа Кога ќе се беше- гледаше како не функционира, на хартија само. Никако не функционира. Функционира двата штаба. Мислам не функционира никако. Сега што остана, уште законодавната да ја направат паралелна и да имаме комплетна сите столбови на демократијата да се Извини, таа е највисоката институција. Апсолутно. Тогаш имавме паралелни држави. Тоа што го збореше Овие работи требаше предходните требаше да бидат вовет во она, како да ви кажам, странците се махери за правење на вакви специјални војни. Да не се лажеме, Да, ова не е апсолутно. така една ситуација во која што политичка нели се скарали, се степале нели пратениците и сето. Ова е специјална војна, како да ви кажам, ова е специјална ситуација во која што виси оружјето цвецка над Македонија, која што се чека искра за да се направи лом. Во едно од гостувањата на вашата телевизија, кога разговаравме за што се случува со телевизија Нова на секојдневните протести ваши, кажав, вашата телевизија и сега е посочена заради преносот како необјективна, а што беше необјективно? Зошто? Затоа што треба да се направи привид кој што вие не го правите. Чисто илустративно. Знаете ли како преку соросодните медиуми, нели слободоумните, е пренесен пречекот на села во Струга? Села е пречекан со громогласен аплауз. Па ја не знам, ама аплауз така што звучи, така не сум слушнал аплауз. Не знам што рација имаат, ама тоа не е аплауз. Тоа е објективно новинарство. И тука нема замерки, тука нема представки, тука нема реакција на разни агенции и слично. Значи, тоа е целта. Преку медиумите да се направи привид, народот да се навикне и да си го прими тоа. Ќе го промота, па народот седи ќе гледа телевизија, па да. Знаете што, си патиме ние македонците, уште еден статус кој што не сум го напишал со ние македонците си патиме од пашо. Се онака класично скопско кажам пашо. Тоа е тоа, пашо. Пашо. Така. И многу интересно. Многу интересно што денеска го правиме оваа дебата. Ден победа над фашизмот. Ден на Европа. Што значи фашизмот? Што значи победа над фашизмот? И што значи Европа денеска? Дали е победен фашизмот? Кој е лидер на таа модерна Европа? Кои се различностите на таа Европа која што треба да ги представува ако таа Европа не признава
народи. Ако лидер на таа модерна неолиберална фашистичка идеологија денеска е бивши фашизоиден соработник, кој што негира постоење на една нација, каде што во самата структура ти се обраќаат со вашата земја или поранешна. Знаете колку боли кој ќе ви каже за вашата земја? Поранешна. Не е поранешна, сегашна е. Актуелна е. Уште од старт е поранешна. Или вашиот народ. Вашиот народ не ви ги даваат основните права. За какви различности разговараме тука? Различни култури? А вие негираат културата? Или само чисто сексуални различности ќе разговараме и ќе признаваме? Збориме за тоа како не гледа Европа, ќе се надоврзам на Србов, збориме за какви различности или како не гледа сега Европа по насилството во собранието. Народната река. Не само Европа. Во меѓународна спаѓа и САД и Русија. Значи во САД ќе ви кажам, во САД се гледа кој води. Оној што го сменил името од Шварц во Сорош. Така? И што бил соработник на... Што води во САД? Значи, подземната политика, на Deep State. Па ќе видиме сега. Добро, да не навлегуваме. Тоа е твојата сфера. Сега, ајде да не се мешам, ти си по таа соросоидната, антисоросоидната, нели? Сега ќе ги гледа работите како што сака и како што сака да ги прикаже на своите гледачи. Во моментов, ние овдека разговараме за правата на педофилот додека ти го напастува детето. Дали го боли или нема да го боли. Да не се разбереме погрешно. Постои партија на педофили регистрирана во Европската Унија. Тоа е различности или различности на култура. Една од најопасните... Језиво и за слушање. Да. Една од најопасните... Па, видите сега, во земји од Европската Унија и малце пошироко водат партии на пиратите. Тоа се различностите. Многу интересно она за геноцидот. Тоа е исто едно твое поле како историчар, каде што се негира постоењето на македонскиот народ. Ако го нема македонскиот народ никаде запишано, врз што почива тоа што ние се викаме денеска македонци? Тоа го објаснувавме повеќе пати токму на оваа телевизија за геноцидот. Прашањето е да се избрише македонско, да се избрише, да се реши името на проблемот со името кој што го има Грција, да се избрише се што е македонско, бидејќи македонците немаат право да се викаат македонци затоа што се дојдени на оваа територија, а не постоеле нели кога бил пописот, кога постоеле албанците. Поентата е македонците да се прогласат дека се одаснам па навак. Претходно биле попишувани. Ама тоа се некои други, тоа не се македонци, тоа не се наследство. Попишувани биле како Срби официјално непризнати и он со ова со геноцидот сака да ти докаже дека на територија на Македонија само се повторувам по пети пат у истава телевизија. Апсолутно. Биле попишувани, постоеле само албанци, македонците биле попишувани како Срби кои патен били окупаторски народ. И сака да направи окупатор. Сето тоа кога произлегува од овдека, од оваа држава, утре при разговорите за името, знаете како ќе се одрази? Немате право на наследство на името Апсолутно. македонци. Се осврнеме на тоа што е крајната цела и точките од платформата. Одиме тука со првиот блок реклами. Извини, само уште една работа на денот на победата врз фашизмот на оваа неолиберална Европа, кој е најголемиот непријател? Русија? Кој ги даде најголемите жртви во Втората светска војна? Добро, извини, ако да го надополнам само. Кога зборуваме за денот победа над фашизмот, да напоменеме во антихитлеровата коалиција беа Русија, Британија и САД. Никоја држава денешна Европска унија. Тоа кажува се. Така. Одиме тука со првиот блок реклами, почитувани останете со нас, се враќаме по куса пауза. Почитувани гледачи, повторно назад во студиото на телевизија Нова со гостите на вечерашната дебата Стилковски и Србов. Сакам да одиме со тоа што можеби ќе се случува во периодов, не можеби, туку сигурно ќе се случи, но да видиме во која насока. Она што го спомена и Наум, сега тие кои што избраа, како што избраа председател на собрание во собранието, или барем вела дека го избрале, очекуваат мандат од Иванов, кој што не го признаваа нели како легитимен председател, палеа канцеларии и слично. Прогноза чисто или видување што ќе се случи сега како следен потек од страна на председателот на државата и колку давањето или недавањето мандат ќе ја насочи кризата или државата.
во период. Нели почна да течат 10 дена за од објавата на службен весник, на одлуката подпишана од Мисовски кој што ја оспорува и Трајко Велјановски дека не бил заменик председавач, дека е Па нелегално. денеска ново писмо слушаме дека бил упатено од нели од Талат до председателот Иванов. Сега сакат од нелегално да влезат во некаква легалност. Апсолутно се, тоа е целта. Сега фактички што станува збор? Сега станува збор председателот Иванов да го признае легитимитетот на Талат Џафери. Тоа е првиот чекор кој што сакаат да го направат. Што мене ми е нонсенс. Што не сме. Прво ми е нонсенс, да. А второ, очекуваат овие спонзорите на сета игранка да добијат легитимитет од председателот Иванов за она што го направија, признавањето на она нешто што ни велат дека е избор на председател на собрание. Тоа што излезе во службен весник е, ајде да го наречеме гасење пожар на она што се случи претходно, односно на таа сила се гледа државата да се спаси на најбезболен начин. Не знам како поинаку да го срочам пред она агресија која што се е изложена државата. Да не бидеме наивни. 2012 година еден од оние лидери на партиите на етничките албанци во Република Македонија, кој што не е потписник на Тиранската платформа, ги покажа SMS пораките на Зоран Заев испратени до него, во кој што во четвртата порака, многу тоа е, значи ми останато во глава, кај што наведува ние имаме со Сали Беџети прекрасна соработка за локалните избори каде што вели мене ме подготвуваат однадвор заедно со вас и со Рамуш Харадинај за големи цели. 2012 година. Сакате да кажете дека сега една партија која што можеби е голема во македонски рамки, ама во европски и светски рамки, особено на вакви играчи, ние на тие нели ме подготвува однадвор. Може да се спротистави како партија? Или оние зборам за народот кој што е, да, народот може да застане во одбрана на сето тоа. Меѓутоа и самиот мислам дека не е свесен со што може да се соочи во такви моменти и до каде се подготвени да одат во одредени случаи. Многу интересно што еден од најголемите верни соработници на Заев е Зиједин Села. Заедно правеа кампања, заедно организираа собири со албанската дијаспора, заедно настапуваа и ајде да видиме од каде влече корен тоа партнерство помеѓу Заев од Муртино и Села од Ливада. Па Села беше еден од високите функционери кај Тачи кој што ги одбива пораките од Заев. Зошто мислите дека подпредседателот тогашен на партијата која што сега не е веќе партија на Зоран Заев, тогаш беше подпредседател, не стигнале и до други членови во таа партија каде што бараат со работници високите однадвор. Заедно со Рамуш Харадине. Што откри денеска или вчера беше Викиликс? За врските, за она што се случи на денешен ден во Диво населје. Кого го поврзува? Го поврзува партијата, односно НГО-то на Зоран Заев и Рамуш Харадине. Криминални групи кои што наводно треба да извршат политички притисок и сето тоа. Мене многу ме плаши дека сето ова нема да застане. Дека нивната идеја на спонзорите за прајање на хаос и поделба на територијата ја брзаат. Очигледно има некој притисок и ја брзаат да се прескокнуваат фази. Извини, секунда само. Република уште лани во март, почетокот на април, ги објавивме фазите на федерализација кои што се заговараа. Јас го пишував текстот. Се заговараа фазите за федерализација во која што сега се гледа дека нагло се прескочени, односно се врзани првите две фази. Се тоа стои со председател собрание. Да, се брза. И со изборот. Што беше проблем, оној филибастеринг во собрание да се прерипа. Колку Иванов ќе биде пречка на патот за реализација на СЕ? Колку Иванов ќе биде пречка за реализација? Што ќе направи председателот Иванов?
Не знам, јас лично очекувам да остане на зборот, да остане тврд, онаков како што е и како што го поздравува народот и како што остана единствен, легитимен функционер, институција директно избрана од граѓаните и неговиот легитимитет лежи на граѓаните лично. Не лежи на изборово собрание или дали било катица или тоа е све избрано нели низ собрание, па кој дигнал рака, кој не. Ова е директно го има легитимитетот од граѓаните и ги представува граѓаните. Тоа се невиден број на гласови. Да. Граѓаните бараат, во него гледаат херој и бараат заштита од него. Што ќе направи? Неговата одлука јас ќе ја поддржам што и да направи, бидејќи во едно негово обраќање спомена еден ден на едно од големите интервјуа рече еден ден ќе се отворат архивите и ќе видите што се било тука подготвувано за да вие На секогаш е така, вистината во јавноста стасува после архивите кои ги отвараме. Не сме, да. Има ли уметнување на ставот кај Иванов после посетата на Хојти? Не знам што ќе направи, на моје мислење. Не треба да го даде мандатот за да не му даде легитимитет на Тоа талот. исто и моја желба, меѓутоа не е. Сега ќе видиме што ќе направи. Ние утре како на легален начин граѓаните на легален начин ќе бараат предвремени избори заради нелегални во парламентот. Но на Иванов му се врзани рацете. Што може да направи како председател? Добро, нема да го даде, они ќе изберат. И после ќе бидеме сведоци на бирање влада на сличен начин како Кала Џафери. Они ќе направат влада. Они ќе направат влада. Во секој случај ќе направат влада. Значи тоа да им биде јасно на сите веќе. Дали Иванов го дал или не го дал? Апсолутно. Значи тие беа спремни Само ќе остане дамката дали е наметната како што е наметнат талат или не. Не, тоа окей, ама они чим беа спремни да влезат во судир со народот во собрание за избирање на председател, значи не мора да чуеме некои не се спремни да дадат влада да прават. Без разлика дали Иванов ќе го даде или нема да го даде. И граѓаните мора да се смират. Иванов не може да прогласува вонредна или воена состојба. Неки искошат правници, нека кажат, не сум правник, но знам дека вонредна состојба се прогласува при елементарна непогода, а воена состојба се прогласува при евентуален напад на државата физички од надвор. Нема услови. Значи ние сме под специјално. А ние имавме услови во 2001 година, не беше овако заради меѓународната да не се навреди од Косово. 2001 година, може да го направи само тоа што е во негови ингеренции. Да, 2001 година за да може да делува војската која тоаш ги бранеше границите, правно се расшири појасот на граничната линија. Значи преку таква правна цака за да може да делува војската барем неколку километри повнатре во територијата на државата. Во 2001 година кога имавме отворен конфликт, војна која имавме, не конфликт, тоа е војна. Со вистинско име да ги. Со вистинско име да го кажеме, тоа е војна. Денеска не сме во таква ситуација и Иванов нема врзана ситуација, не може да прогласи воена состојба или купувикот да направи не знам што. Ние сме под специјална војна 3 години и на таа специјална војна треба да одговориме мудро. Како што кажува и Наум, тие се сега спремни да, како што вели Страв ми е кризава како ќе, дали се спремни уште понатака додат. Тоа што ги брза, не знам што значи. Доколку им останеме со ладни глави, смирени, мудри, ќе немаат простор како да прават инциденти. За инциденти се потребни 20. Значи на такви нешта ќе одговараме, ќе се одговара со ваков начин. Претходно ВМРО ДПМН додека имаа власта, може да исценираат инцидент да направат во Куманово. Сега не знам дали ќе го прават тоа. Ама народот ако остане смирен и мудар, ќе немаат простор како да предизвикуваат инциденти. Обиди за инциденти во Куманово имаше со поставувањето на знамињата сега. Да. Такви инциденти ќе се повторуваат. Така, значи, доколку остане ќе немаат простор или маневар каде они би некако интервенирале. И тука им завршува целата приказна. Им завршува целата приказна, но ако некој свесно или несвесно ги остави да го иструкаат сценариото до крај? Ама нема, значи, тука имаме... Прави влада, организира референдум од позиција на владеачка партија, се обидува да насочи... Полека, значи референдум за што? Го спомена ти дека името е крајната цел, за името. Името е крајната цел. Кој рече дека ќе го стават на референдум името? Обидувајќи се можеби да си даде легитимитет на некоја одлука.
Тие како тргнале каков легитимитет што вие на вас? Ако Да, ни направат меѓутоа еве влада и сега сето бараат тоа, мандат од дивана. Извини, ќе ти одговорам воедно и на тоа прашање. Значи Заев, Меѓународната заедница ќе го признае името и што прави? Извини, но. Исто ко сега. извини, И што правиме? Значи Заев не е ставен тука да води политика и да тера цел мандат. Тој сам кажа во едно интервју, политичари доаѓале, се оделе, гинеле. Затоа што и нивниот став е сега граѓаните да одлучат. Човекот е дојден, ставен овдека за да изврши неколку крупни прашања да ги реши за 2 години да го испратат. Какви 2 години? Нема ни 2 години. Ни 2 години, за една година да заврши неколку крупни прашања и да си го пуштат низ вода. Тој не е тука ставен за да води политика. Проблемот е треба да го спречиме да ги направи да ги решава тие големи прашања, кои знаеме што значи. Тоа е промена на името, влегување така обезличени у ЕУ, НАТО, бришање на цел идентитет. Да, не би сакал да зборам што му е нему прече, што нему му иде прво да го направи во глава како што се промените на судиите. Тоа е следната тема за која што Тоа е сакам. следната тема што мене ми е многу смешно кога човек против кого се води процес во судница да најавува промена Реизбор на судија. не само реизбор. Ја не го признавам ова судство, ја ќе правам реизбор, а против човекот се води има парници, има случаи. И тоа не е една, туку Не е една, ајде. 4, 5, 6 колку се не знам. Ова се гледа, значи има видео, сите го видоа како тоа се функционира, вели. Ја сега ќе ги менувам. Како да Тоа ти кога одиш ти на која суд, меѓународна може него судијата. да го собери да му рече ало дечко ти дај ме малце со изјави, не може сега вака да настапуваш за видео. Се гледа дека брзањето прави грешки и тоа е една од работите кои што треба да се купуваат. А брзањето сепак доаѓа од Бејли. Тоа е факт. Факт. Тоа е факт. Преска ја спомна дека не знаеш зашто брзањето доаѓа од Бејли. Сега доаѓа. За да ја комплетира целата мисија која се постил пред себе. Мисијата е започната и од претходниот амбасадор, не е само од Да, но онда си со парите дадени за медиумите и со оформувањето од она што се вели надеж од таа стратегија веќе почна Да, веќе ама работи следен од претходно. он не е сигурен дали следен амбасадор кој ќе дојде од САД сега кој ќе го пратат после него, ќе ја продолжи таа политика и затоа он така сака сега да ја заврши, Тоа зависи дали да ја заврши оваа адјутантот политика. ли или не. Не се знае дали следен амбасадор кој ќе дојде од Вашингтон ќе биде на иста линија као Бејли тие пред него кои го воделе сценариот. Они сега сакаат, значи, знаете, нив гледајте и као политички партии. Што никош не се случувало во Америка, значи во надворешна политика во Америка да дигаме ние подвоеност. Едни да играат на една карта, други тоа никош не прв пат се случува и тамо. И нив гледајте као политички партии. Он сега гледа да се ја доврши политиката која неговите претходници и он ја воделе зашто не знае утре каков амбасадор ќе биде испратен од Вашингтон. Можеби ќе биде испратен некој сосема разумен и ќе каже: "Луѓе, ставаме крај на ова што се случувало овдека." И за токму заради тоа јас мислам лично, можеби не е така, но мислам дека им се брза токму за него му се брза и ги притиска негови играчи пешадијава. Нем поише работи. Каква е позицијата на ВМРО ДПМН во парламентот со 51 пратеник? Па, значи, ВМРО ДПМН прво оди кон опозиција како победник. Тоа е вака нешто што ќе се запамти во историјата, партијата која победила отишла во опозиција, но јавноста треба да знае дека ВМРО ДПМН можеше да оди до крај за да ги зачува, да речеме, своите позиции. Но тоа ќе одеше се на штета, како што зборевме, ќе се поделеше, имавме поделени институции, тоа ќе водеше кон поделена држава. ВМРО ДПМН ги откри сите играри со тоа што ги забрза сценариото, ги натера на вакво кршење на сите закони, ги покажа, ги разоткри, ги растури како лего коцки играчите домашни, контракторите на овие надворешни играчи. Извини. И тоа е се што може да направи една партија со 51. Не го прочита вториот статус. Сега ќе го прочитам Види, во значи, насока на спиновите кои што беа пуштани или полуинформации, не е битно, околу позицијата и на Груевски како лидер. Аха, окей. Значи, еве, кога збориме за ВМРО ДПМН, не се убаво кажува, им го брза процесот, ги разобличи. Ја не знам друга партија која 10 години дава ваков отпор на цела меѓународна заедница. Да не се лажеме, ќе го прочиташ што го пишува таму. Да. Многу интересни прашања, да речеме, стигнуваат и од луѓе кои што не се во политиката, меѓутоа се познаваме, нели, пријатели кои што вели, зошто американците тргнаа против Груевски? Што направи кога е човекот проамерикански? А сега вештачки се наметнува дека има проруска ориентација. Знаеш што е интересното? Што И тоа повторно пред медиумите, движењево што е само пределување на Косово. Дента кога се случуваше на 27 ова собранието, знаете со каква изјава излегува?
Во Македонија има обид да се воспостави руска диктатура, целејќи на народот и на ВМРО ДПМН. Па сега ВМРО ДПМН е партијата која секогаш била прозападна, ја прилепуваат кон Русија. Бели се покажа како најуспешен руски амбасадор во Македонија. Тој со неговата политика ја притиска јавноста да се прилепува кон Русија. Чилиманов, нашиот колега, има една прекрасна изјава која што вели неуспехот на Бели може да се мери според тоа што наследи 100% про-ЕУ, про-НАТО и про-западна држава, а да си оди со толку негативно расположение кон Западот, тоа е тотален неуспех на една администрација во ДКП-а, да речеме. Апсолутно. Ајде, вториот статус во врска со позицијата и на Груевски и прашањето зошто толку ја персонализираат на енергијата ја насочуваат колку кон ВМРО ДПМН, толку и кон Груевски како Се лидер. плашат од ВМРО ДПМН сега многу повеќе отколку кога беше ситуацијата нормална во парламентот. ВМРО ДПМН сега ќути. Така? Ајде сега нека ја помина тони легалистички цела работа без ВМРО. ВМРО не ги кочи во собранието. И сега што И овие правиме? реформи за судство кои И што сега ги што збориме. правиме? Ајде да видиме. Еве не може реформите. ВМРО кажа дека ќе кочи само тоа што се однесува на тиранската платформа. И сега како опозиција треба Они да нека кочи си- се. Значи освен она што е да речеме треба да дојде некој странски инвеститор што да речеме сите ќе си отидат со реформите економски што сакаат да ги направат. Нели со сите овие референдуми што сакаат да ги спроведат. Тогаш да речеме да се подржи, па што ВМРО ДПМН за разлика од партијата НГО што се претвори треба да покаже, нели, ако е нешто добро да го поздрави. Што беше поздравено од тие таму што сега сакаат да бидат мнозинство со од досегашната политика која што да речеме нели покажа некаков успех на економски план. Не некаков туку огромен, но ајде да не налегуваме во економија. Види сега, јасно да, покажа да рече за една работа, да рече добро, ова е позитивно. Имаше? Нема. Србов. Регулатор на гилјотин или било што беше копирано на страна. И у Америка ги го копираат. И што и сега? сечењето на даноците не го поздрав. Во вториот статус велите Груевски попуштил. Кажете ми кој друг шеф на политичка партија во Европа пружил повеќе отпор бранејќи ги државните и националните интереси на својата земја, притоа изложувајќи се лично на огромен ризик, она што го споменавте претходно, УАПС име само не спроведува платформа. Македонија, земја од 2 милиони жители под водство на Груевски стана синоним на отпорот против надворешните притисоци. Груевски даде отпор и цела деценија бранеше државата од операцијата на меѓународната заедница да се промени власта со цел да се промени државниот систем и уредување со крајна цел да се промени името и да се обезличи Македонија. Затоа го споменав тоа колку некој ќе сака преку референдум, ако дојде на власт, да прикрие, да покаже некаква Кој нас не праша на референдум? Еве, јас сум гласач, учесник на овакво од референдумот навака за независност. Кој нас Цело не време- праша на референдум за филм? Дали некој нас не праша? Цело време Дали се некој не говори праша за народ. Колку народ имаше пред парламентот на 27 април? 3 до 4 илјади патриоти. Колку од нив влегува во собранието? Тоа ли е целиот народ? Каде беа другите? Дома, пред телевизор, на интернет. Време е да се биде реален, да се погледне на вистината во очи и да се биде самокритичен. За сите кои шират разногласие дека Груевски попуштил. Груевски не само што не попуштил, тој остана исправен до крај. А ве уверувам и дека е спремен да остане на браникот на интересите на Македонија и македонските граѓани. Колку сака некој дополнително во ВМРО да внесе раздори, да поттикне некои струи со Сега затоа се чучкаат со тоа. Кај Сега ВМРО? СДСМ се концентрирани да направат рчки внатре во ВМРО ДПМН и Да го предизвикаат ВМРО повторно. Јавноста треба Раздор одамна не го само тоа, значи они се активирани, зборуваме за социјални мрежи, се активирани на социјални мрежи да подгреваат дека Груевски е виновен и ВМРО ДПМН за цела оваа ситуација, па се представуваат како поранешни гласачи на ВМРО, па сега не знам што е цела операција на која за жал дел од јавноста паѓа и оди во тие, се насочува во Добро, емоциите работат, не да ги Таа се емоции работат и ја тера таа кампања. Единствен човек кој дал толкав отпор на меѓународната заедница, зборуваме за една држава на Балканот, 2 милиони народ, е Никола Груевски. Друг таков не познавам. Тоа го говорат и сите други председатели, премиери на други држави. Човекот остана исправен до крај, не попушти на ниту еден притисок. Ќе искочи во јавност некогаш кога притисоци има Груевски и дури тогаш на македонскиот народ ќе му стане јасно од што бил спасен, ќе искочи во јавност,
И како што кажувам на крај, ви уверувам дека човекот е уште порешен, поцврсто да оди напред на чело на политичката партија ВМРО ДПМН со цел да ги одбрани интересите на Македонија и македонските граѓани. И вас ви уверувам сега во овој момент во истото. Па добро, тоа постојано се го истакнува тој негов момент и отвореност кон гласачите, кон народот, кон популацијата која што му е дала доверба, нели го постојано го нагласува како тоа бил еден вид на популизам, неговата отвореност. Зашто се нели под какви притисоци, што се договарало, како се договарало, нормално во рамки на Популизам беше кога кажа барам 63 пратеници зашто ќе ви спроведат вакво Апсолутно, сценарио се и тоа они За вика тоа прашав каква е позицијата со 51 во контекст на што го бараше со 63. Да, они велат е популизам на Груевски. Еве сега гледаме дека не било популизам, туку реално човекот излези и побара гласови. Сега им е потребно ВМРО за да викат аха, еве го држте го волкот, за да може да се ги спроведуваат, а вака ќе биде фокусот ставен врз работата на ова нелегитимно мнозинство парламентарно. Да спроведат, да отворат влада, ако дојдат до тој момент. Да видиме сега. Дали дуи до вчерашните коалицијски партнери во власта, лопови, снимки, се што беа, па сега се одлични. Ке им отстапи место на Беса. Па дали ќе отстапи место на Села? Па дали ќе влезе тука и Тачи? Па дали ќе влезат од овие независни што направи, пазете, многу интересно тоа, злоупотребени се гласачите на СДСМ, кои што гласаа на листа на која што имаше нели и од граѓаните наводно, од Шарениве. Абе ме обезличија партијата бе. Абе старото членство. На крај луѓето се регистрира како независни, ова имаат петорица, тоа е пратеничка група, петорица. Па Села нема пратеничка група. Села нема пратеничка група, они се тројца бре луѓето. И тоа од 3 партии коалиција, што сега се собра за да не бидат срам бидејќи има по еден. Нинова коалиција ќе биде тест на локалните избори. Сега знаеш, они знаат дека коалиција владава воопште нема да трае. Ќе добијат ли либералите место? Ќе добија ли место Ама искочи денеска, сега само немалци министри ќе има. Го порази во коалиција. Ова нема блага везе, ова се балони. И во коалиција на треба. Вака сега, има една многу интересна ситуација што и они не знаат да прават. Сега се список на желби и го чекаат повторно некој амбасадор, бидејќи вака сега малце срамно за една држава што во почетокот наследниците на партијата која што нели ја водеше до самостојување Република Македонија беа поставени во една таква поданичка позиција пред меѓународната, како што си волува да ја кажат, да, поново, да за секое министерско место, секој мандатар поднесуваше листа со 2, 3, 4 имиња кои што предлага да ги бараше пас да поминат во американската амбасада, во британската амбасада, во германската амбасада или ЕУ амбасада или тогаш не беше ЕУ амбасада, нели? Таквата позиција и она со гувернанти и гувернери од амбасадори повторно се вративме на така. Ние за секое домашно прашање се трча по амбасадори. Често пати истата работа. Дали е за персонално решение или за кушна што мислите вие? Дека со вакви поданички ликови дека они сега меѓу себе бираат. Груевски сака да го трна, дека не го правеше тоа. И сега треба да овие мислите дека тоа е финална листа? Па плюс од тие што се на листа, меѓу себе ќе падне крв кој ќе земе кое место и позиција, пошто веќе ги слушаме имињата, па тие се кои други имиња се. Од министрите надоле. Не, мислам да не навлегуваме. Тоа е една смешка. Тоа ќе биде циркус. Ајде да видиме тој циркус. Второ, што прво ќе се прави? Популистичка мерка, па една тиранска, па една популистичка, па една тиранска. И тоа нема канализацијата нема да дојде во рачино. Па ќе спроведе, ама не, види се, тиранските ВМРО една со една, тоа да видиме дали. А они ќе одат на тоа прво неколку популистички, ќе им се качи рейтинг, ќе играат со рейтингот. После овакво ќе им паѓа рейтингот и ќе го играат. Да не си играме, не сме научени како. Видиш работата. Сега ќе се покаже на локални избори. На локални избори нема да пуштаат кандидати заеднички, бидејќи не се сигурни во коалицијата. Задржете ги мислите околу локалните избори, ќе одиме со вториот блок реклами, па ќе сакам да предискутирам и за тоа во последниот дел од дебатата. Почитувани гледачи, уште една куса пауза за реклами, се враќаме.
почитувани гледачи, финиш на вечерашната дебата отвореното студио со Стоилковски и Србов. Ги споменавме локалните избори кои што треба да се случат. Првичната идеја нели и на ВМРО ДПМН беше спојување на локални парламентарни, на тој начин да се стави платформата на увид, односно на сето она што го договориле СДСМ и ДУИ, па така да се излезе пред граѓаните за добивање гласови. Колку актуелните позиции и конфронтираноста, иако СДСМ и ДУИ направија влада, меѓутоа колку можат едната со другата да се надеваат на меѓусебна поддршка за избор на локални власти во општините каде што им е потребна, на локалните избори кои што ни предстојат исто така. И колку тука таа математика им ги размрдува позициите и за тоа колку долго би обстанале во владина коалиција. Види, не само помеѓу ДУИ и СДСМ, туку помеѓу самите албански партии кои се внатре во коалицијата има недоверба помеѓу нив, зашто знаат дека ќе биде оваа слаба и кратка коалиција и доколку сега, да речеме, Беса, Села и ДУИ заеднички кандидираат еден кандидат за Тетова, по една година кога ќе падне владава, кога ќе се разделат они, ќе си трпат штете еднот и другиот. Нема да се одлучи, нема да знаат кој чив кандидат ќе биде ставен. Ме разбирате? И затоа се они во многу лоша состојба. Бидејќи нема да имаат цврста коалиција, да стават еден кандидат као коалиција заедно сите и одиме го поддржуваме сите него. Сега не може. Зашто утре знаат дека ќе се најдат на две различни страни. Еден ќе биде во опозиција, еден ќе биде на власт. И се во таква состојба да не знам никакви кандидати, Заев нема моќ да ги седне и да им даде да Едно е кажем. гласањето за парламентарни, друго е за локални. Не зборувам ова за локални избори. Не, се согласувам, него зборам испоредбата и контингентот гласови што Така отиде е, за парламентарни така е. не може да се надева дека на локални може да Сега добие. од ВМРО ДПМН нема да добијат, како што кажа, гласови. ВМРО ДПМН ќе си оди со колку секогаш што си оди, ќе видиме што ќе се случи на крај. Да, тоа мислам дека и Груевски го спомена дека ДУИ не може и не може веќе да се надева на поддршката на ВМРО на локално ниво, со која што добиваше градоначалници. Па сега си има нов партнер, нека се смета на него, што од друга страна и имам напоменато во еден од моите текстови едно од оние сценарија кои што за жал се многу често ми се исполнуваат кога ќе ги напоменам. Знаете што ќе му се случи на СДСМ? Не само што нема СДСМ да добие гласови од освестените рурални албански подрачја, нели, новите социјал Сега ќе видиме дали гласале за канализација. Да. Сега ќе го видиме. А туку напротив мислам дека ќе биде ставен под пресија од сценаристите да отстапи гласови на сметка на окрупнетите албански партии кои што се залагаат за заедничко настапување во региони каде што се помалце, за да може вештачки да се прикаже слика за потребата за двојазичност во Република Македонија. Дали сум јасен? На локално ниво нема на така локално ниво, да речеме, нема така да настапа. Еве во Кавадарци нема доволно албанци за да, нели, 23%, меѓутоа имаме толку советници, па тоа значи дека тука чим имаме толку советници може да има потреба од двојазичност во Кавадарци. Ме разбирате? На тоа целиш. На тоа цела. Окей, И ако се покаже дека на таа општинска мапа во Македонија има поголем дел во кој што нели може да има потреба од двојазичност, значи тука ќе дојдат утре пред било која власт ако не им поминува во устав сега да се воведе двојазичноста, да се рече па видете луѓе вие колку имате тука потреба од двојазичност, нели во Штип и во Радовиш. Тоа е една од опасностите кои што стои врз СДСМ. Да не само да не добијат свое место, туку и своите гласови да ги отстапат на рачун како што ги добија албанските гласови на сметка на ДУИ. Така, ДУИ загуби. Кој ќе кандидира сега во Рачиново градоначалник кога СДСМ победи во Рачиново? Која партија ќе кандидира сега градоначалник? Они меѓу себе ќе имаат конфликт. Значи ќе има, види, СДСМ. Зашто видам ова отвара многу голем хаос и да видиме сега математиките на сценаристот кој што рековме со години ги правил математиките да излезе ваквиот парламент 50-50 власт опозиција во. Зашто само така се решаваат крупни прашања на 50. Да, 51-49 и во албански блок 10 ДУИ, 10 сите останали. Да. Па тоа 57-49, знаете колку значи?
Да, не сакам да кажам дека за Меѓутоа, ако погледнеш овака, тоа е пола има македонски и албански. Имаше еден добар статус, вика, Заев вика, ако некој пратеник вика му отиде до кафемат, вика ќе му пропадне законот, вика, до толку има слабо мнозинство. Да отиде кафе да се напие, ќе нема кој да му глас. Многу Тоа е, брзо- на тоа се сведува неговата Има коалиција. една реченица која што значи кратка емисија, не фативме многу прашања. Има едно многу интересно како Бујар Османи, нели? Значи што многу ми е ова, ќе го вметнам само мене ми е незгодно министер беше да зборува дека знамето му пречело или химната му пречела. Министер беше Бе. доктор. Дајте ме малце, мислам, од која генерација вие барате промена на знаме и на ова генерацијата што се испокара со своите стари за да не ви ги врега ваш чувствата како ви именуваат. Мислам, јас имам пријатели албанци кои што ги почитувам и никогаш не би ги навредил на било кој начин. Ке им го почитувам и нивниот ден на знамето и ама не може да ме вреѓаш моето знаме и мојата химна. Мислам, тоа е апсолутно кој е мултиетничко текстот на албанската химна го изразува што го пеат. Сте го прочитале ли вие текстот? Тоа е Тоа беше дел од сценариото да се отпее химната пред сега. Пред да се случи. Прва работа спомната кога се рече беше. ВМРО дека да не очекуваат ДУИ или било која друга партија понатаму да важи оној нели договор победникот од нели нека не се залетуваат, не е тоа така, тоа треба вака дискусија. Одме имаат различно толкување, се од страв дека утре ќе извисат кај ВМРО ДПМН. Зашто знаат дека утре ВМРО ДПМН ќе прегази. Тоа им е јасно утре и не да е на нив. блиску, тоа е На парламентарните прегази да не нафрламе сега, ама А колку се тоа што се случува сега ќе има одрас на да локалните не збориме. да не збориме. Да не збориме. И јас сметам дека ВМРО ДПМН сега како што си молчи. Од тоа имаат немногу страв што ВМРО молчи. Не знаат што ќе кажа, Што е следен чекор. Што ќе им биде следен чекор. Кој ќе им дојде? Ние нема Да не се појави Курци, да им даде легитимитет. Ние нема тука да нафрламе сега. Си имаат луѓето стратегија, си решија одиме кон опозиција и консолидирани редови ја буткаме власта која е во обид сега да се направи, а која сака да ни обезличи Македонија. Борбата тек почнува бидејќи се работи за државата. И ВМРО ДПМН трнува од таа девиза. Има Србов една Значи, многу доведена е интересна државата во опасност, ние сега ги консолидираме редовите, правиме реформи или не знам во партијата што ќе се случува. Реконструкција. Што го спречи целава криза беше на ЕУ-но, кој не умрен сепак толку години. Но не сакам но не сакам да навлегувам во тоа прашање. Си го кажа тоа Груевски јавно, не сакам воопшто да навлегувам и подоцна ќе гледаме што ќе гледаме. Многу посилно ВМРО на терен, бидејќи последниот период замре на терен ВМРО, сега ќе го гледаме уште посилно на терен и ќе ги консолидира многу подобро редовите во ваква ситуација. А како што пишува во статусот, албанците и други граѓани ќе се увидат за какви ликови станува збор во ликот на СДСМ и Зоран Заев и на наредни избори парламентарни резултатот ќе биде застрашувачки за СДСМ. А во однос на локалните нам што може да Страшно е. Ја локалниве не многу. Страшно е тоа што голем дел од овие ново Зборам како некој показател за тоа што им се случува сега и во контекст на протести платформа колку такви работи може да се одразат и на локал. Од другата страна, во левицата ќе гледаме разделеност по тоа прашање. Значи, има една многу интересна работа што голем број од нив, освен овие постарите што се во ова ново оформено НГО со старо партиско име, што не знаат колку незгодно може да биде ВМРО ДПМН во опозиција. Значи не знаат, не се сеќаваат, не ги знаат, не дошле у контакт со нив во една таква ситуација. Да видат тие како се спречуваат закони, да видат тие како се спречуваат разни опаски кои што, видите, овој чадор може да турка до некаде, да му даде некому. На дете ќе му дадеш млеко, ако се потури, тоа е и се, знаеш, можеш втор пат да му дадеш, трет пат ќе му речеш, ама што правиш? Сега нема ни зашто да им дава, зашто дојдоа на власт, треба да се запрашат тоа грантови да не ќе им ги пресечат
И Друга се што- опозиција имаше И ќе треба причина за сами грандови. на крајот на криштата, па се ако треба да ја води држава странец, гувернант, дали може и тој ќе го сменат гувернантот. И се што прави. Токму затоа ВМРО ДПМН остана, значи и знаете, ова сега што се говори, ние го говоревме многу пред изборите, дека од СДСМ се обидуваат да го отрнат се она што беше порано, што представуваше СДСМ. Значи, јас сум по природа десничар и фамилијата ми е таква и јас сум таков од раѓање. Сега да не се правиме наивни. Но имам пријатели, живеам во средина каде што порано грото беа на старо членство на Социјалдемократскиот сојуз. Тие луѓе не си ја препознаваат својата партија. Значи ние го имаме Бранко Црвенковски, го имаме Бранко Црвенковски која доведе Македонија економски на колена, да згасне до степен. Денеска тој не застанува позади ова што го прави Заев. Значи до таму имаат изобличено таа политичка Иако партија. имаме од тие структури кои што велите не се препознаваат партијата, прилично молк или така срамежливи изблици некој на различно мислење или на кажување. Ајде да се навратиме на назад, што направи Заев како ја претвори од партија во НГО. Прво самиот си ги избра делегатите. Која е таа демократија? Така? Па биеше битка со луѓе, мораше да ја стави, да измисли функција за да ја стави Радмила Шекеринска да му држи левица, да го стави Стево Шекеринска Пендаровски. целиот овој период е константа во СДС. Шекеринска, ја гледам како основа на сето ова што се случува. Сега ајде да не бидам прегруп. Дека Заев е фигурата која се игра, а главните договори ги прави Шекеринска. Бидејќи има искуство, ги знае, била на позиции претходно, има контакти во меѓународната, нели? Така што целата демократија, за која се слобода и демократија, прво што направи ја укина во својата партија, ја претвори во лично НГО, а проблемите внатре, како да ви кажам сега, нека си ги решаваат, имаа доволно време за решавање, дозволија да дојде до земјава да се разори на рап на разорување, и сега да ги мислам ја што ќе прават внатре и особено тие што си молчат и што се разочарани од Заев, па сега како да ви кажам, им беше кажано што повеќе. Значи јас ви реков пред лани во март објавивме фазите кои што ќе течат. Тогаш сите велеа да не увеличувајте, немој толку црни сценарија, Тоа е во нашите глави само, тоа е се во нашите глави се случува, ама ете гледаме се. Тоа бе одговорите, така. И се уште се тоа одговорите. Тоа се одговорите уште. Они што мислат? Дека Заев со неговиот стил на однесување као да е на кванташки, дека ќе ги прелаже албанците и дека ќе помине тоа така? И дека албанците сега ќе се задоволат со радиодифузна такса или екстерно? Па не, бе, се мога, мислам, тоа треба да си Како беше под форма. Некиме федерализација, сакаме канализација, така Не беше? сакаме федерализација, сакаме више ќе почнеме да се Како да ви кажам, се зафркаваме. многу интересно. Ја затоа напоменам, сето тоа не зависи од Заев. Значи, луѓе, од оваа пролиберална Европа и свет си исцртуваат граници на Балканов повторно, без да го прашаат населението, па пофашистичко нешто од тоа ја не знам. Ја разорија Северна Европа, го разорија Блиски Исток заради демократија, не ги чочна оние што и ден денеска сечат раце и нозе и каменуваат жени. Па тоа ли е? Или си направија своји робови кои што, како што го слушавме, Аврамополос ви го спомна 3 милиони дека се на границите, дека треба да влетаат тука. Тоа прашање не го чепнавме, а тоа е многу битно. Значи, Мигрантска за тоа ли треба станува да следи. Тука ли треба да ми ги населат сите? Па ајде, еве ви тема, отидете во Мари, прашете зошто странците инсистирале да се направат уште на времето, уште пред години. Нели да има домови за мигрантски бранови, тоа треба секоја земја да си го има во подготовки, да бидат горе на границата со Србија, не горе со Грција. Па од кај би доаѓале тие луѓе? Зошто да бидат горе, а не доле? Значи, да се имаат план што треба да направат. Има Дека барање треба тука да дојдат. останат 20.000 кои ќе треба да ги во Србија вдомиме, да им имаше дадеме работа, да им дадеме државјанство. Значи, во Србија на времето- Не само премино, треба и да вдомиме дел од тие Лани или преклани излегоа во Србија една жена, не знам, функција имаше која рече, па да, ние имаме празни села во кои што не знам колку илјади ние можеме тука да ги населиме, они ќе си работат, ќе им даеме земја.
ќе си останат, ќе си живеат тука, добро, се е тоа вака Знаеш како размислува левицата? ама тоа не е решение. Тоа во Германија не е левица. Меркел, например, како на која варијанта одеш? Она вели сите гласови што ќе ги изгубам од луѓето кои ме критикуваат заради мигрантската политика, ќе ги компензирам со новододените мигранти. Да. Тоа доволно ми кажува. А што треба тука да биде кампот? Од тука ќе ги избираат тие што нив им требаат работната сила, новите робови, за да можат да, нели, да живеат комотно. Тоа се многу интересни прашања кои што немавме време да ги фатиме, меѓутоа тоа се исто едни дел од стратегиите зошто се тоа се прави. Господа, ви благодарам на двајцата за одвоеното време. Се надевам дека дадовме фини барем се објасни димензии и перспективи на многу работа. Од нападов на Facebook. Се дообјаснивме. Се надевам дека на голем дел од граѓаните им стана јасни пораките кои што сакате да ги дадете во Facebook статусите. Ви благодарам и на двајцата. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Следува информативниот блог со колешката Елена Марковска-Шишковска.